Новите мурали на фасадата на Штипскиот дом на млади представуваат сквернавање на местото. Какви пораки и вредности се пласираат меѓу младите со графити чии содржини манифестираат страв, очај и бес, прашаат денес штипските опозиционери. Тие од надлежните побараа на граѓаните на Штип да им објаснат врз основа на која програма или документ е направена промената на фасадата на оваа култна институција. Оваа негрижа на истиот се манифестира во страв кај најмладите посетители, кои овде треба да се едуцираат и неверување кај родителите кои своите деца неколку пати во неделата ги доверуваат на оваа културна институција која треба да ги развива нивната култура и позитивното однесување. Па затоа ги повикуваме директорот и градоначалникот да објаснат на јавноста врз основа на која програма, акт или врз основа на кој друг документ е направена промената на фасадата. Фасадата беше обоена во розово, одлука која ја донел претходниот градоначалник, смета директорот на Дом на млади Горан Трајковски, веројатно по убедување дека младите живеат во розов свет. Претходно постоеше мурално уредување на фасадата, која беше уништена со реновирање. Сведоци сме дека Домот на млади имаше претходно мурално уредување. Овие мурали беа уништени од страна на назначената директорка, која што со незината нова фасада ги уништи овие мурали. Она што се трудиме да го врнеме назад е муралното уредување на домот и секако да го заживееме духот на младите. Како е тоа направено? Тоа е направено по програмата за работа за 2018 на Домот на млади и е остварена преку кампот за таленти кој го црта млади уметници, надежни таленти кои се на возраст од 14 години до 22. Познатите мурали, изработени од уметничката група Зеро во 2015 година, целосно беа покриени со новото фасадно уредување, проект финансиран од швајцарската амбасада. И тогаш на социјалните мрежи јавноста реагираше, бидејќи розевата фасада не соодветствуваше за институција од алтернативен карактер. Инаку, по повод празникот Голема Богородица, во Дом на млади пред претежно малолетна публика се одржа и не така вкусен перформанс.